Али Ахмети велеше пред 2 недели да изјави, вели, јас направи све што можам, сега е редот на двете македонски партии. Тоа, политички сватено, значеше треба да има лидерска средба. Видете која харанга беше направена против Али Ахмети од овие медиуми финансирани од Сорос? Го растурија. Значи... Не само што го растурија, туку на еден ден пред тоа што се случи во парламентот, на 2 дена, на еден ден пред тоа, му ја пуштија повторна аферата со Дојче или со Маđar Телеком и така. Дополнително да му речат, види, мора така. Тоа е политичко насилство кое се врши веќе 3 години. Насилство засновано врз уцена, користејќи незаконски стекнати преслушувани разговори. Знаете ли што значи за еден криминален тип, криминоген тип, да има во своите раце разговори на политичари, на бизнисмени, на луѓе кои нешто значат во општество, на новинари. И тој да почнува да ги користи. А ми се сеќавате вие дека господинот Црвенковски го имаше истиот инструмент во своји раце пред 15-16 години. Имаше такви преслушкувани одговори. И тој, иако ние не се согласуваме, може би во нашата политичка идеологија, меѓутоа тој имаше право на избор. Дали ќе остане политичар и да ги изгуби изборите, или ќе стане криминоген уценувач за да ги добие изборите. Бранко Црвенковски, таков каков што е, се одлучи да биде политичар, а не криминоген уценувач. Зоран Заев се одлучи за ова второто. Сметајќи дека е ова некоја селска задруга, селска игранка, на која можеме на девојките на 3 или 4 наеднаш да им намигнеме, а на крај да отидеме со една. Не може. Зеде ги уценуваше врвот на ВМРО ДПМН, го уценува својот собствен врв, ги уценува своите собствени членови и пратеници, ги уценува бизнисмените, ги уценува судиите, ги уценува новинарите, ги уценува сите што нешто значат во општество. Уценува дуи. Именно тоа се политичари од дуи. Значи, уценува се до што може да дојде, за да го оствари тоа што му е наредено. А наредено е да сформира влада која ќе распише референдум за промена на името. Кога името ќе се промени, кога ова нема да биде Република Македонија и кога нема да постои македонски народ, федерализацијата е веќе неизбежна. Значи, во тој момент, колку и да не сакаме, државата ќе биде федерализирана. Во тој момент, веќе двата официјални јазика ќе постојат. Во тој момент завршува приказната со Македонија ваква каква што ја знаеме, за каква се бореле нашите предци, за каква што наасном е изгласана и усвоена, каква што продолживме да ја градиме од 90-та наваму, и од тој момент веќе ние македонците, за жал, нема да бидеме македонци. Јас не знам што ќе бидеме, меѓутоа таа судбина ни е наменета, а Заев е само играч во таа голема игра околу малата Македонија.